Го најавивме и предмалку колегата Никола Станков ни носи една интересна тема од областа на културата, именно Скопје полека го отвора патот за 2028 година, кога ќе биде и европска престолнина на културата. Што точно се бара за овој отворен повик, кој се може да се пријави, да аплицира и какви проекти ќе го обединат Скопје, ќе дознаеме секако во продолжение. Важна тема имаме за разговор, тоа е како се одвиваат подготовките за сите оние активности кои ќе бидат дел од манифестациите во рамки на Скопје, Европска престолнина на културата 2028 година. Она што е во моментов актуелно, како што кажуваат од координативното тело, односно кој се еден вид на организација на самиот настан, односно сите настани кои ќе бидат дел од оваа програма, е конкурсот кој е во тек и на кој треба да се повикани да се пријавуваат сите оние креативци кои имаат најразлична идеја и предлог за програмски активности во рамки на овој проект Скопје престолнина на културата 2028 година. Ова утро го имам господинот Лазар Трипковски, член на ЕПК, односно Европска престолнина на културата од организацијата на овој настан. Добро утро, ви благодарам што прифативте поканата за сите. Добро утро, поздрав до вашите гледачи, баш ми е задоволство што ќе можеме да поразговараме ово утро. Иначе само би сакал да надополнам, станува збор за координативно тело, кое што е формирано со одлука од 2 јануари 2025, кое што има за цел да ги подготви активностите, односно да делува на поле на припрема на програмски и уметнички активности за реализација на самата манифестација, која што за жал како процес беше многу во неизвестна некоја позиција по доаѓањето на градоначалникот Гоце Ѓорѓиевски. Тие процеси се откочија, моето влегување во координативното тело од 1 декември значеше и одблокирање на некакви процеси внатре системски кои што не само технички него и функционално ќе се подобрат и ќе се унапредат. Она што денес го имаме како слика е всушност тоа што и вие го напоменавте во вашиот вовед, обид да направиме функционална и оперативна програма, програмски активности и повикот кој што е во тек, кој што е еден од неколкуте, ќе следат најмалку уште 2 повици во иднина за програмски активности кои што ќе треба да дадат некакви идеја или визија за каква е таа европска димензија која што треба Скопје да ја демонстрира, нели пред европските партнери и земји и да покаже дека активно може да партиципира и да содействува во сите оние процеси на креативност и одговорност во однос на уметничките сегменти. Кажавте дека доаѓате во рамки на координативното тело после еден долг период на неактивност. Како изгледаше придвижувањето на целиот тој процес? Се соочивте ли, да речам, со некои административни прашања, нели имаше и транзиција на самата власт во локалната самоуправа во градот Скопје? Предизвици секогаш има многу, тие се доста може да влијаат доколку дозволите на сите оние процеси, меѓутоа ние имаме една цел, таа е Скопје да биде европска престолнина. И самата таа премиса многу моќно звучи кога ќе тргнете од тој наратив. И ако сакате тоа да прерасне во еден дискурс кој што ќе може да го опфати поголема група, тогаш ги занемарувате сите сегменти и пробувате начин како да функционирате. Ние за жал за многу работи сме морале да бидеме дополнително мотивирани за да можеме да ги поместиме работите. Меѓутоа да ја свртиме работата поинаку сега. Скопје има шанса да биде после онај примат град на солидарноста, ексклузивен кој што го добива 63-та година, нели да биде европска престолнина. Мислам дека нема нешто побаво за вашата држава, имајќи предвид дека сите оние настани кои што се случуваат во Европа ќе може да ги искусат не само жителите, меѓутоа дополнително и туристи. Скопје ќе биде европска престолнина и тоа е факт како таков. Меѓутоа сето тоа дополнително и зависи од нас лично самите како ќе се вклучиме во целиот тој процес и пред се гордоста и чувството дека партиципираме активно. Она што е дел на некои активности на градоначалникот во Скопје е уредување на инфраструктурата, барем во централното градско подруčje, како нешто што прво ќе падне во вид на сите оние кои ќе го посетат Скопје во рамки на овие активности. Кога станува збор за програмата, активен е, рековме, повикот, кој се може да се пријави,
Има ли интерес досега од она што го прибравте како апликации, како идеи? Всушност, која тематика некако преовладува, ако може да ни откриете до на што дозволува до овој момент? Така, во однос на ова што го кажавте за градоначалникот, потребно е секако сегментирано учество, заради тоа што инфраструктурниот сегмент наспроти оперативниот дел, програмскиот е многу битен. Значи, вие мора да имате артикулација на различни сегменти кои што ќе ги ставите во функција за таа една година на одбележување на Скопје 2028, каде што во текот на цел ден треба да има активности, се работи на тоа поле. Во однос на програмата, односно во однос на повикот, моментално морам да признам, барем во однос на делот по мејловите кои што ги добиваме за дополнителни прашања и сугестија, 80% од мејловите се учесници од надвор, односно можни апликанти од надвор кои што се интересираат. И тоа е индикаторот кој што е многу битен, кој што ни укажува на нас дека можеби насоката која што ја поставивме сега како целина е вистинската насока во која што ќе треба да се движиме, а она што ние го очекуваме е практички, и тоа е Европа на некој начин во контекст на брендот кој што ви го дава Европска престолнина на културата, ви овозможува вие да имате различен тип на активности, меѓутоа сепак треба сето тоа да биде усогласено со ние идентитетски културолошки вредности на вашата држава. Тоа е момент каде што Македонија ќе може да се презентира во еден малку поширок, нели во едно малце пошироко семејство, и синергијата. Таа е клучна за самиот проект. Значи, изближувањето, заедништвото, соработката, размената на искуства се тие кои што се круцијални и носат длабоки европски вредности. Впрочем, за тоа сите сме се согласили уште од 2016 година, кога е пуштена првата апликација, дека сите ќе работиме заедно и дека сите ќе партиципираме во овие процеси. За да се партиципира, еве, и успешно се спроведат процеси, важна е таа меѓуинституционална соработка. Најдувате ли на отворени врати по културните институции, во локалната самоуправа, во централната власт? Имаат ли слух тие за потребите, односно не само за потребите, туку и за сугестиите од координативното тело кои ги давате? Морам да признам дека начинот на кој што одлучивме дека ќе функционираме е преку одредена презентација на активностите и можностите. Рековме дека многу пати наназад се наидувало на некаква пречка која што ги демотивирало или можеби ги попречувало активностите дали на локалната или на централната, зборувам за институциите се и за јавните предпријатија. Меѓутоа она на кое што ние се посветивме, покажавме отворена врата кон сите. Она што го правиме следно е запознавање на средните училишта со самите активности, следува националните установи, подпишавме договори со универзитетите во Република Македонија, така да работиме малку посериозно на стратешко позиционирање на размислувањето. Зошто? Заради тоа што секој во својот сегмент може да придонесе. Мислам дека и на самите институции им е потребна оваа активност, прво заради можноста да направат промени во самите институции, пред се зборувам тука за промени кои што ќе ја подобрат многу самата програма, а второ заради тоа што ќе донесат респектабилни имиња и на крајот на денот тие самите може да учествуваат во процесот и да предлагаат. Нема поубаво чувство од сето тоа дека вие сте тој што ќе ги спроведува тие процеси. Како координативно тело, веројатно е важно искуството на другите градови. Имавте ли можност да добиете од прва рака споделување на искуствата на другите градови кои веќе биле престолнина на културата и кои странски, да речам, европски, други западни начини на организација ќе ги аплицираме тука на македонско поднебје? Јас имав можност само да одам во една престолнина, да присуствувам на отворањето. Останатите членови предпоставам дека имале можност на повеќе да присуствуваат. Она што јас го согледав на некој начин од комуникацијата со целото тоа европско семејство на престолнини на културата е дека постои неверојатна енергија и дружба и желба на вистина да се содружува, да се соучествува заедно и да се решаваат процесите на ниво на партнерска реализација. И тоа што ме прави посебно на вистина горд е дека во
ниту еден момент нивниот однос кон помошта и кон она што треба ние да го направиме не беше себична, него напротив, вклучувањето во сите тие процеси беше до тој степен интензивирано што сите ние искрено многу се радуваме заради тоа што можеме да споделиме. Само ова би сакал да го надополнам. Скопје покрај тоа што ќе биде европска престолнина, уште два града ја делат титулата. И веќе кога го имате тој сегмент дека со Ческе Будејовице, да речеме, и со Бурж од Франција, вие содружувате, односно заедно настапувате како европски престолнини, во старт можностите за европските фондови стануваат многу попристапни за вас. Ние постојано зборуваме за тоа дека буџетирањето е проблем во државата, меѓутоа, ајде да видиме, еве, вратите се отворени, да видиме која како институција, кој како смета дека може градот секогаш останува партнер на сите тие процеси и дополнително работи и повикува на сегменти кои што само може да ја подобра таа оператива. Македонија, освен по кулинарството, по традиционалната храна, е позната и по доброто време, сончевите денови. Дали направивте некоја визија за дел од овие настани кои ќе бидат дел од програмата? Дали ќе се оди повеќе на отворен тип, на отворена сцена, или повеќе ќе се вдомат, да речам, во некој од националните установи на културата кои се од затворен тип? Тука мислам на филхармонија, опера и балет и сличните на нив. Она што градоначалникот прво го направи по превземањето на мандатот беше мапирање на позициите кои што се од значаен карактер и полека ставање во функција. Видовме пред месец дена во однос на Скопското кале како се одвиваат работите. Следуваат активности кои што ќе бидат поврзани со Скопскиот аквадукт и се разбира да не го забораваме Скупи, која што била едно од најголемите сцени во Македонија. Тоа е првиот сегмент нели на она на културно наследство. Дополнително она што го имаме прекрасни паркови кои што треба дефинитивно да се постават и стават во функција на сите активности. Кулинарството е многу битен сегмент, меѓутоа јас секогаш ја замислам позицијата, ајде да пробаме да поставиме една голема маса од музеј на Македонија, нека завршува негде во Чаршија, што ќе ги свадиме сите јадења кои што од различни етнички заедници тука. Всушност тоа е европска престолнина. Практички преку вкусот, односно преку традициите да се зближиме, да покажеме што ние имаме дополнително во оваа држава и да се поттикнат сите, не само здруженијата, граѓаните, оние од независната културна сцена, меѓутоа и угостителите и хотелиерите. Бидејќи во тој еден временски период од 12 месеци 2028 година, практички Скопје треба да го живее целиот тој процес. Сите треба да имаме некаков бенефит. Покрај тоа што ќе биде убаво за нашите очи, сепак треба да биде исполнување на сите останати сетила. Така, своевиден, веројатно гурмански саем на некој начин. Она што и еве на крајот сакам да го прашам, споменавте овој повик веќе привршува. Кои се во некој краток рок следните активности што ќе се случуваат? Ке има и уште еден ако не греш. Да, уште два најмалку очекуваме повици. Следен чекор е формирање на фондацијата, за која што добивме широка поддршка од Советот на град Скопје. Мислам, можам да кажам дури исклучителна поддршка. Од 45 советници, 41 гласа за, му дадо мандат на градоначалникот да ги спроведува активностите понатака во однос на фондацијата. Тоа што е многу битно е транспарентноста во целиот процес. Градот веќе обезбеди средства за тоа. Во процес е обезбедување на средства и од владата за програмски активности, така да јас искрено мислам дека сме на добар пат и многу сериозен пат, токму заради тоа што ни преостанува само уште помалку од 2 години до означување на почетокот на самата манифестација. Уште повеќе енергијата се зголемува и мислам дека сите сме повозбудени и тоа ни дава една динамика на придвижување. Секако ние ќе се гледаме уште многу пати до организацијата, па и во рамки на сите активности. Благодарам што еве утро одвоивте време да споделиме со гледачите како тече целокупната подготовка. Бив благодарам и на вас, поздрав до гледачите и пријатно утро ви посакувам. Студио, доколку нема дополнителни прашања, слушнавме како течат првите подготовки за организација на Европската престолнина на културата 2028 токму нашето Скопје. Како ќе изгледа сето тоа, ние и понатаму ќе го следиме процесот, што се вели од идеја до реализација. Студио? Никола, благодариме за овој извештај. Секако има уште 2 години до Скопје, престолнина на културата, и има уште многу да се посветиме не само во областа на културата, но и во се она што треба да го имаме како домакини на овој голем, ке речам, настан. Ти благодариме, Никола.